Селом Македонска, поздравявам те. Посебно се радувам што за прв пат служам јас како свештеник со него овде. Секој што тоа идеше, сте ме свештеник сега, мене срцето ми исполнето, се радувам и вас, така што тие кои што можете, повелете утре на литургија во Свети Варнава во Лондон, на истата локација, ја има на интернет. Тогаш ќе се видиме и таму, ќе служиме уште една литургија. Можам да... Почитувани дами и господа, почитувани сонародници. Дозволете најнапред да ви се заблагодарам на организацијата, присуството и за поканата. Република Македонија и Македонската православна црква оваа година одбележуваат 50 години од обновувањето на Охридската епископија и 105 години од Илинденското востание, воедно 105 години од смртта на великанот и најголемиот стратег на македонската револуција Гоце Делчев. По славната Самуилова до 1018 година македонскиот народ остана без својата држава, но имаше Охридската архиепископија. По незиното укинување, македонскиот народ остана и без своја црква и попадна под духовно робство. Меѓутоа, со таквата состојба нашиот народ не се миреше и поведе борба за својата политичка, економска и духовно ослободување. Токму од културното и просветното и духовното осознавање на македонскиот човек се роди Македонската револуција за создавање на својата држава. Во период кога соседните балкански народи веќе беа ослободени, по Берлинскиот конгрес през јуни 1878 година, Македонија пак беше оставена на Турција. Во сосема неповолни услови се крена кресленското востание, кој представува една епопеја не помалку значајна од Илинденската. Востанието, иако неуспешно, значеше многу. Македонскиот интелектуалец и граѓанската класа не се помируваа со таквата состојба. И во 1893 година ја создадоа ТМРО, а подоцна ВМРО, која застана на чело на македонското ослободително движење. По 10 години, во 903 година, македонскиот народ веќе ја изведе Илинденската епопеја, која ја различна Турција и ја потресе цела Европа. Беше создадена Крушевската, првата македонска република. Години на борба и работа продолжува и по самостојувањето на Република Македонија по 8 септември 1992 година. Овој пат за остварување на нашите цели. Сега за европска и евроатлантска интеграција на Република Македонија, како и за незината економска преродба. Меѓутоа, не треба никогаш да заборавиме дека духот на нашата православна вера, на нашиот јазик, како и духот на нашата традиција и обичај, се неразхилнива врска помеѓу сите македонци, а единството е најакото оружје што ние го имаме. Да ни е честит и за многу години празникот Илинден. На Бога да благодариме за сетот принос денешниот Отче наш, иже си на небесе, да святи се имя Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоја, ако на небе и на земли. Хлеб наш насушни даш нам днес, и остави нам долги наши, ако ще ми оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже вечно и веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче благослови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го јадењето и пењето на Твоите чеда и умножи го во овој дом, во нашите домови и во целиот свет сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Амин, значи така нека биде благословен овој ден, кога се собравме на празникот на светиот пророк Илија. А за нашиот македонски православен народ овој празник е сврзан со многу историја. Ја продолжуваме таа историја секогаш да воскреснуваме со Илинден. Нека е честит од Бога благословен празникот.
И по Божја милост, еве, во Англија, Бог даде да имате и постојанен свештеник кој ќе ви служи, ќе се моли заедно со вас на Бога и би ве замолил по следните години, денови кога ќе доаѓа свештеник овде да бидете помасовани во црквата, бидејќи Господ Исус Христос со својата пречиста уста рекол дека без Бога, без молитва не можеме да правиме ништо. Затоа со молитва секојаш започнувајте ги сите ваши работи, молете се постојано и Бог, кој е Бог на љубовта, секогаш ќе биде со вас. Амин. Ова е еден прекрасен ден тука во Литл Хамптон. Имаме чест да уживаме наши македонски јадења и специјалитети кои специјално за нас ги припремија господин Перо и господин Рета со нивниот тим. Hitka šarena, zbog pravila